Милен Киркан. И тоа го прави се еден заеднички сите ние свечене лобисти. Разот на економијата е основна на најразлични области и кој е гувернер на нашиот дистрикт, на дистриктот Македонија, Северна Македонија, biti dugo zajedno, borit ćemo se zajedno za bolji sutra. Почитуван координатор на Сојузот на ротари клубови на Република Северна Македонија, господин Зоран Тодоров, почитуван амбасадор на Република Словенија Милан Јазбец, почитувани амбасадори и представници на амбасадите кои што сте денеска овде, почитуван гувернер на Дистрикт 1912 Јанес Липац, почитуван координатор на Ротари зоната 19 П Марјан Булат, почитувани медиуми, почитувани граѓани, драги стопанственици овде денеска присутни. На самиот почеток дозволете да им се заблагодарам за честа што ја имам за отварање нова регионална конференција во организација на Сојузот на ротари клубови на Северна Македонија под наслов Националната економија во пресред на ЕУ предизвиците и искуствата. Сакам да изразам голема почит кон ротаријанската мисија кај нас и секаде во светот, која што представува благородна движечка сила која инспирира заедницата кон хуманост и прогресивност. Хуманоста и солидарноста се вредности што го обединуваат светот и го прават понадежно и подобро место за живот. Токму заради тоа, вреди заедно да ги почитуваме и да се бориме за овие вредности. Тие треба да бидат наша водилка и секојдневие. Да си помагаме едни со други, да соработуваме, да разбираме и почитуваме. Само во такви услови може напредокот кој што сите го сонуваме и посакуваме. Сојузот на ротари клубови во Република Северна Македонија низ годините се наметна како сериозен партнер во исполнувањето на овие заеднички цели кои проденесуваат за фер, солидарно, хумано и едно општество за сите граѓани. Продолжуваме да го негуваме ова значајно партнерство и одличната соработка кон исполнување на овие наши заеднички благородни цели. Особено е важно што нова регионална конференција ќе се зборува за економијата и предизвиците со кои се соочуваме како земја на интеграцијскиот пат кон Европската Унија и НАТО, бидејќи тоа е врвна стратешка цел на владата на Република Северна Македонија. По затварањето на крупните прашања, пред се политички прашања, наш врвен приоритет е заекнување и градење на силна економија, која ќе отвори можности и шанса за сите со цел значајно да се подобри квалитетот на животот на граѓаните овде. Пред нас е нов предизвик и голема цел. Република Северна Македонија, земја членка на Европската Унија и дел од Европското семејство. Во Европската Унија природно припаѓаме и гравитираме. За да бидеме дел од тој напреден европски свет, мора да поработиме на подигнување на стандардите и капацитетите. Очекувањата да добиеме препорака за почеток на преговорите се реални. Треба да знаеме сите дека не чека многу работа, за која како председател на владата ве уверувам дека сме подготвени и имаме капацитет да одговориме на сериозните предизвици и задачи кои се очекуваат од нас. Палетата на огромни можности се отвара за граѓаните и компаниите. Со станувањето на членство во НАТО и полноправна членка во НАТО и со отпочнување на преговори со Европската Унија се отвара, така да кажам, меден месец, во кој што сите ние треба да го искористиме како одлични медени години, каде што ќе имаме бенефит и полза сите. Но движечката сила во нашата економија е стопанството. Нашите компании ќе имаат можност секако да ги пласираат своите производи и услуги на европскиот пазар кој брои околу 500 милиони потрошувачи. Затоа треба да постои свесност и подготвеност за сите тие предизвици кои што не очекуваат и да работиме на подигнување и јакнење на стандардите, како и конкурентноста. Владата на Република Северна Македонија е тука да го помогне тој процес преку низа мерки за поддршка за развој на конкурентноста, преку план за економски развој.
Интересот кај компаниите за искористување на мерките е огромен и тоа е добар знак. Јас верувам дека не очекува перспективна иднина. Но затоа, исклучително е важно сите да одговориме на обврските и предизвиците што не очекуваат и да се вложиме во градењето на силна економија, фер општество и перспективна иднина за доброто на сите и на идните генерации. Често се зборува за храбрите чекори, за знаењето и креативноста во постигањето на овие два значајни договори за Република Северна Македонија, договорот со Бугарија и договорот со Грција. Единствена вредност ова храброст, знаење и креативност имат ако биде искористена од знаењето, креативноста и храброста на деловниот сектор, на граѓаните, на вас овде присутните, за да донесе полза и бенефит за сите. Јас верувам дека ќе ја искористиме таа одлична историска можност која што е понудена овде пред сите нас. На самиот крај, дозволете ми да посакам успешна дебата на денешната конференција, од која што очекувам многу конструктивни предлози и решенија. Нека е со задоволство конференцијата која што ќе имате. Благодарам.